Речи си е известно дека Ентони Блинкен на крајот на месецот доаѓа во Скопје на Министерскиот совет на ОПСЕ. Надлежните се уште се воздржуваат од официјална потврда дека американскиот државен секретар ќе присуствува на овој врвен настан на ОПСЕ, кој годинава поради македонското претседавање се одржува токму во Скопје, но веќе и не кријат дека логистички се подготвуваат за неговиот престој. По однос на Блинкен, како што кажа вчера, немам индикации до сега дека нема да дојде. Значи, ние се спремаме за доаѓање на државниот секретар на Соединените американски држави. Друго отворено прашање во пресрет на Министерскиот совет е дали Руската Федерација ќе биде представена на највисоко дипломатско ниво. Очигледно е дека се уште се тактизира за конечната одлука, дали на Сергеј Лавров да му се дозволи да присуствува на соборот во Скопје и истовремено се премерува каков ефект би имало неговото доаѓање кај одредени земји членки, например Украина, која од февруари 2022 е цел на отворена руска агресија. Според Османи, на официјално Скопје да пресече дали Лавров ќе добие зелено светло или не. Одлуката е на Република Северна Македонија по однос на присуството согласно одлуката на Европската унија за санкционирање на одредени лица, нашето приклучување, како тоа се реперкуира врз учеството, присуството и така натаму. Затоа наредните денови ќе излеземе со конечен став како ќе одговориме на барањето за учество на делегацијата, во кое ниво и во колкав број. Јас реков, се надевам дека ќе успееме на крај сите да бидеме присутни во Скопје. Одлуката за санкции на Европската унија не се однесува за настани од мултилатерален карактер како што е ОПСЕ. Од тука е одлука на владите да донесат, меѓутоа правен основ во Европската унија има. Сега таква одлука треба да донесеме ние и една најмалку од нашите соседи, Бугарија или Република Грција, за да може да се обезбеди прелет. Додека се чека конечната одлука за Лавров, во позадина се одвиваат и дипломатски консултации за тоа која земја членка во 2024 ќе претседава со ОПСЕ. Првата опција е тоа да биде Естонија, како и што е предвидено, но тоа е малку веројатно поради руското вето. Втората опција е да се бара некоја друга алтернативна држава за претседавач. Третата е да биде продолжен мандатот на актуелниот претседавач Северна Македонија. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.